Разговараме со Ралица Петкова, виолинистка од квартетот Симфониета Софија. Со вас се отвори првиот меѓународен класика Струмица фестивал. Колку сте задоволни од вашиот настап? Ги видовте реакциите на публиката? Много съм доволна. По принцип съм доста критична към себе си, към всичко, но в този случай съм изключително доволна, защото Многу сум задоволна. Во принцип сум многу самокритична кон себе и кон се, но во овој случај сум исклучително задоволна, затоа што со моите колеги бевме презапатени и постојано баравме време кога да се собереме и да вежбаме. Ние сме од еден оркестар, Симфониета Софија, како што сме најавени во програмата од колегите. Не само колеги, најважно пријатели, ние сме пријатели. Денеска сме четврток, а јас во саботата имам веќе концерт за докторска дизертација на Нов Бугарски универзитет со професорот Марио Хусен по виолина и го имав предпоследниот дисертацијски концерт минатата сабота. Свирев Брамс соната, Шумен соната со професорот Даниела Андонова од Музичката академија. Многу сериозен концерт. Ова се некои детали, но ме прашавте за животот. Целата организација на концертот со плакати, билети, брошури одземаше од времето за свирење и всушност секогаш кога имав можност застанував до пијаното и до колегите од квартетот и свирев. Штом ја зема виолината в раце, тоа беше одмор. Се борев да најдам време за да одморам со музиката. Борих се да имам време за да почина с музиката. Останалото време, организација и така нататък. Значи и во моментов сте пред докторат? Да, правя докторантура. В момента ми остава само един концерт от общо 6. Този ми беше много важен, защото заради пандемията много проекти просто не можаха да се реализират и аз много се борих за този. Да, подготвувам докторат и во моментов ми останува само еден концерт, од вкупно 6. Ми беше многу важен овој концерт, бидејќи пандемијата многу проекти закочи, не можеа да се реализираат. И јас многу се трудев за него. Инаку во петокот, додека подготвував салата дома, си го пресеков прстот. И само 1 милиметар да беше поваму, јас немаше да можам да свирам на дисертацијскиот концерт. Помина концертот во недела, си ја удрив левата рака повторно од еден шкаф. Болката не е силна, но бев на лекар и за среќа само мускулна болка е што ќе помине. Ми рекоа дека можам да вежбам колку што можам, да не се напрегам, но всушност од многу нешта и непредвидливи ситуации зависи нашето свирење. Се е поврзано со вечерашното гостување, затоа ви ги раскажувам сите овие нешта. Защото във връзка с това идване, така че аз всъщност 2 дни не можах да свирям. Но не се чувствуваше денеска дека сте имале повреда или болка? Много се надявам, както баща ми казва, който е диригента на Симфониета Софија, аз съм негова дъщеря. Искрено се надевам, како што рече татко ми, тој е диригент на Симфониета Софија. Јас сум негова ќерка, станува збор за Свилен Симеонов, но на кого му благодарам за се бескрајно. Тој дојде на генералната проба со колегите и започнав со објаснување дека ме боли раката и не свирев доволно колку сум загрижена, а тој почна дополнително да ме загрижува. Ми вели колку важни луѓе ќе има вечерва овде, како можев да се повредам и дека повредите не зависат од нас. Само реков, спокојно, се ќе биде во ред. Тоа е во суштина животот на музичарите. Се случуваат тотално непредвидливи нешта. И по таа проба дојдовме и еве сега на акустичната проба се е во ред. И вели, сега е друг ден и се звучи поинаку. Како се да им се случило на некои други луѓе. За еден ден успеавме да надминеме се што би требало за 3-4 дена. Диригентот, татко ми праша, како успеавте? Не знам, велам, ја сакаме музиката. Ја плаќаме цената што е потребна за тоа што го сакаме, тоа што го правиме со целото срце. Како што вели мојот професор Марио Хусенов, уметноста бара посветеност. Не е само љубов, си сака да се посветите. Може би сте мајка, јас уште не сум, но
си посакувам. Мајката треба да се посвети на детето, особено додека е бебе. Истото е и со инструментот. Сака посветување, со срце, со душа, со ум. Тоа е работниот процес. Същото и с инструмента. Просто си иска посвещение с душа, с сърце, с мозък. Това е работният процес до тук като цяло. Како дојде до соработка со господинот Васил Атанасов и ваше учество на вечерашниот концерт? Ами, не знам ако трябва да съм... Мисля, че връзката е диригента на Симфонията София, както споменах, моя любим баща Свилен Симеонов и госпожа Дамјанова. Мислам дека врската е диригентот на Симфонијата Софија, кој што го спомнав, мојот сакан татко Свилен Симеонов, и госпоѓа Дамјанова, која е директорка на Симфонијата Софија. Многу од аранжманите кои ги прави татко ми ги посветува на мене. Например, Шиндлеровата листа, се разбира, тоа е дело кое што има авторски права, но тој направи нов аранжман, ми го посвети и честопати го изведувам. Знаете, тоа е посебно, се создава врска помеѓу татко, ќерка, музика и многу љубов. Неговите аранжименти, нали, разбира се, аз просто го вдъхновявам, той ми се отблагодарява, аз на него с хубавите изпълнения и става една такава комбинативна връзка между баща, дъщеря и музика и много любов. Велите дека вашиот татко е диригент. Дали тој беше вашиот прв контакт со музиката? Вие наметнали таа љубов од мали нозе што ја одбравте за ваша животна професија? Вероятно точно то е с гена. Гена, защото ми дадоха цигулката във ръце на 4 годишна възраст. Нищо не помня от тогава дали съм искала. Но после, като станах на 20 години, това може да прецените да го изрежете, ако искате, той многократно ми е казал: добре, защо има толкова хиляди добри цигулари на този свят? За какво ти е да продължаваш да свириш по 6-8 часа на ден, примерно, да правиш това, което... Веројатно има врска со гените, затоа што ми дадоа виолина на околу 5-4 години. Ништо не се сеќавам од тогаш, се разбира дали сум ја сакала или не, но потоа кога пораснав, тој многу пати ќе речеше: добро, има илјадници одлични виолинисти на овој свет. Зошто продолжуваш да свириш по 6-8 часа на ден? Да го правиш тоа што го правиш. Гледај си го животот, најди си сопруг, роди деца и живеј. Што правиш сега? Каква е таа виолина? Но јас му реков: тато, знаете, јас сум идеалист, а тој ми дозволи, дури сум млада, да бидам идеалист. А потоа со годините се разбира ќе те престигне реализмот, но младоста ми го дозволува тоа, ми дозволува да бидам идеалист. Му велам: јас дури ја чекам таа љубов, си ја имам оваа љубов. Тоа е моето спасение, уметноста. Да кажам јас буквално како да живеам во два света. Еден кој е најсокриениот, во кој има целосна слобода и изобилство љубов, каква што не се наоѓа во нашиот материјален свет. Таму се кријам, таму во тој свет на уметноста и музиката. Другиот свет, без кој овој не може да се впие сосем, е мојот суштествен свет. Се разбира дека тој е потребен, успокоителен, но пред се е љубовта и личната врска. Љубовта, сега зборувам за друг тип љубов, во која ми е дадена целосна слобода да бидам тоа што сакам, и како што јас сум посветена на музиката, се случува честопати мажот да не и го даде тој простор на жената. Понекогаш си мислам, може би звучи и малку филозофски, но дали јас ја избрав музиката или таа ги избира тие што треба да ја изведуваат? Немам одговор. Мислам дека некој горе едноставно ти ги дава предиспозициите, знаците во главата, во срцето, во умот и ти немаш избор. Едноставно така стојат нештата. Всъщност аз съм се чудила, ето казвам малко философски, но дали аз съм избрала музиката или музиката избира тези, които трябва да изпълняват? Нямам отговор. Мисля, че някой горе просто ти дава гените в главата, в мозъка и в сърцето и ти нямаш избор. До там си. Просто това е положението.
Зборуваме за пандемијата, рековте дека вашето докторирање на некој начин е одложено поради неа. Но како ви влијаеше како уметник? Имавте ли повеќе време да свирите, да се посветите на музиката? Пандемията в моят случай, не знам дали да говоря за личен живот или за професионален основно съвсем, в моят случай направо боготворя пандемията с извинение. Не знам дали да зборувам лично, но со сета должна почит. Пандемијата мене ми помогна да се одвојам од местата каде што не се чувствував добро. Најдов причина да се сокријам во родниот дом. Размислив, се ослободив, заминав на море. Пандемијата ми го даде едно од најубавите искуства во професионалниот живот. Мене ми даваа плата за да одам секој ден на работа и да го свирам Бетовен со квартет. Колеги кои што јас ги избрав, тие ме избраа мене. Фактички тоа беше начин, бидејќи сме општинска институција, да ги оправдаме своите плати. Сакавме да работиме, а немаше концерти и не работевме еден период. А потоа оркестарот го поделивме на состави. Например, состав гудачки инструменти, состав дувачки. Ги бевме поделиле на квартети, квинтети, како е да е, секој со својата група почна да прави продукција. Понеже ние сме общинска институция, да, как да кажа, малко така ми идва в момента да оправдаме заплатите. Те искат да работиме, няма концерти и не работиме. Правиме оркестъра, делиме на състави, духачите с духачи штраиха, на различни триа, квартети, квинтети, на всичко. И всеки със своето малко екипче започва да прави продукция, която ние в определени дни, след 2 седмици, примерно или 3, имаме звукозаписно студио и професионалист, който отговаря за техниката. Започваме да правим видеа на това, което сме изработили за това време и започва всъщност един ден целият оркестър. Потоа ние во определени денови, по 2 недели или 3, имавме снимање во студио и професионалец одговорен за техниката и почнавме да правиме видеа. Еден ден целиот оркестар со своите состави прави продукција што се емитува онлайн или на YouTube и на тој начин се прават не баш концерти, но и изведби што не беа потребни за да се сплотиме како колектив и да свириме камерна музика. Различно е, но многу е добро. Значи, сега нема диригент, но самите сме одговорни за се. Во мојот случај, пандемијата донесе добри нешта. Пред се затоа што преживеав и иако ризикувам да звучам патетично, како да е пратена за да не вразуми, да не сближи со семејствата, со своите домови. А многу мои пријатели се разведоа, други пак се најдоа и преоткрија, така што пандемијата беше нешто што помина низ светот, да не прочисти, да не натера да се замислиме што е важно, што и како да продолжиме понатаму, животот од овде натаму. Пандемията беше нещо, което като че ли мина през света, за да ни пречисти, да ни накара да се замисляме кое е важно, кое е стойностно, какво обичаме, на какво държиме и как да продължиме живота си от тук нататък. Ви благодарам за разговорот.